Сериозни сомнежи за сторен криминал во државните електрани и злоупотреби од околу 100 милиони евра од државниот буџет, обелодени премиерот. Според Христијан Мицкоски, парите биле испомпувани преку тендери од ТЕСАМА, така што за услугите се плаќало од 3 до 4 пати повеќе од пазарните цени, а се местеле и јавните набавки за одредени фирми. Премиерот вели дека во следниот период ќе се обезбедат докази за сите направени злоупотреби во ЕСМ. Па во овие неколку часа управен одбор се уште не можеме да излеземе во јавноста со докази цврсти, бидејќи само неколку часа, се би рекол, помалку од еден ден новиот управен одбор во АДСМ, но индиции за огромен криминал има, верувајте, и многу скоро од денеска ќе бидат тие индиции во јавноста потврдени со докази и ќе има одговорност. Владата е решена да го расчисти криминалот. Секој кој работел спротивно од законите ќе сноси одговорност, а за таа цел се отворени бројни истраги за државни пари кои од тендери завршиле во приватни џебови, вели Мицкоски. Во главниот град оперираат неколку опасни криминални групи кои вршат изнуда, рекетирање, палење и слично, а се координирани од луѓе кои се веќе осудени и се внатре во затворите. Според Мицкоски, истражните институции знаат за кого станува збор. Полицијата веќе им е влезена во трага на овие групи и наскоро ќе има отворање на вакви случаи. Од сега ќе има можност преку отворена линија и граѓаните да пријават доколку во некој од институциите им е побарано мито или свесно некој го одолговлекува она што по закон им следува или се предмет на закани и притисоци од некој од вработените во рамки на администрацијата.